Силниот ветер прави проблеми на патиштата кон источна и југоисточна Македонија. Наноси од снег високи и над 1 метар, неколку часа го затворија за сообраќај магистралниот пат Штип-Кочани кај карбинското село Крупиште, а кој води кон граничниот премин кај Делчево и во туристичко Верово. Завеани автомобили и патници, синоќа не е дозволено да има на патиштата во овој регион. Попладнево колоните возила се пропуштаат и веќе овој пат е пуштен за сообраќај, кој се одвива наизменично во придружба на механизацијата на Македонија пат и на сообраќајната полиција. Снегот као снегот не ни представува проблем ни представува јакиот ветер. Кој ни прави големи соспи на патиштата и доваѓа до затварање на поедини делници од патот. Интензивно работиме. Силниот ветер прави проблеми и во Овчеполскиот регион, на патот Веле-Штип, но Коце вели дека таму немаат застои на сообраќајот, а од вчера има забрана за тешки товарни возила на патот Кочани-Делчево. На терен работат 7 нивни возила, а 13 се на трети лица, односно фирми. Техничкиот директор на Штипската регионална подружница на Македонија Пат Коцев, кој за 3 месеци заминува во пензија, вели дека вакво невреме имало пред скоро 15 години, но тогаш имале над 200 работници и нова механизација, а сега работат со преполовен број на работници и механизација стара скоро половина век. Можам да кажам, бидејќи просеко може да се каже дека е на 20 години. А имаме булдожери што се 40 години. И покрај се ние успеваме каква таква механизација успеваме да одржиме патната инфраструктура во источниот дел на Македонија. Смета дека потребни се нови возила, бидејќи на нашава држава и е потребно јавното претпријатие Македонија Пат, со цел да имаме нормален сообраќај во било какви временски услови. Автобускиот превоз кон источна и југоисточна Македонија се одвива, но автобусите пристигнуваат со задоцнување од неколку часа. Штипјани кои денеска шетаат низ улиците забележуваат дека главните улици и тротоари се чисти, а вакво време не треба да не плаши. Значи, 77 година е било минус 30 и нешто, а ние на стража, и тоа на обука, млади војници по 17-18 години. Сега овие младите ништо не знаат што е студено и само трубат или медиумите повеќе претеруват и само викат леле, цела недела труба студено, минус 20. Баш према нас не би требало да ни плаши. Треба да бидеме секојаш подготвени и спремни за овакви услови. Штипските јавни претпријатија од вчера се на терен, се расчистуваат улиците и тротоарите со лопати, во погон е ставена и целата механизација.